4 месеци пред да истече мандатот, Павлина Црвенковска поднесе неотповиклива оставка од претседателската функција во Судскиот совет. Наместо да продолжи седницата за избор на членови на управниот одбор и комисии во Академијата за суди и јавни обвинители, Црвенковска кратко извести дека ја напушта функцијата, а ќе остане да биде член во советот. Ја известувам јавноста дека поднесувам оставка од позицијата претседател на Судскиот совет. Веднаш по мојот избор на функцијата започна медиумска хајка со крајна цел да дадам оставка, затоа што мојот избор за претседател не одговараше на група од судската бизнис елита. До ден денешен хајката не престана преку пласирање лажни информации до новинари, а во континуитет се обструира и намерно се одолговлекува внатрешните процеси во Советот, кои се од клучно значење за успешно завршени задачи и за функционирањето на судството. Седницата по прогласената пауза од Црвенковска при напуштање на салата не продолжи. Тензично помина и минатата седница на Судскиот совет, кога членови се спротиставија на Црвенковска за списокот од 15 судии за клучни позиции во Академијата за суди и јавни обвинители. Откако ги прочитала кандидатите од списокот, не сакала да им даде право на останатите членови во Советот да предложат кандидати, но надвикана и надгласана од останатите попуштила, а 7 минута предложиле и изгласале нивни кандидати со образложение дека повеќето од нејзините не ги исполнуваат условите поради судирни интереси. Но при гласањето го заборавиле судирот на интереси кај Зоран Герасимовски, чие назначување е незаконски, бидејќи на судиите избрани за членови во Советот функцијата им е во мирување, а еден од клучните услови да се биде член во управниот одбор на Академијата е избраниот да биде од редот на судиите. А со оглед на тоа дека Герасимовски е избран со вкупно 8 гласа, 7 од членовите, а 8-миот глас си го дал сам на себе. Нејасно е зошто тој не се изземал од гласањето, а со оглед дека има конфликт на интереси, на тоа укажале дел од членовите, но мнозинството пресудило. Идентична ситуација беше и со Фидан Карајевска, која е член на Советот на јавни обвинители, а функцијата обвинител и е во мирување. На избраните членови на Советот од редот на јавните обвинители, додека им трае мандатот во Советот, им мирува функцијата јавен обвинител. Од Советот на јавни обвинители се даваа своје толкување на законот, а и дел од членовите на Судскиот совет имаа своје објаснување зошто изборот кој го прават е законски. Од редот на јавните обвинители не стои таму активни или обвинители, нема нагласување од редот на јавните обвинители. Ние членуваме и во програмскиот совет стои дека ќе биде од редот на јавните обвинители. Не може да бидат оние кои се избрани од собрание. Значи ние така го толкувате законот? Не јас да го толкувам, така и сите останати го толкуваат делот на законот дека од редот на јавните обвинители. Дали јас се согласувам или не, тоа е моје лично мислење. Практично, ниту еден член во Академијата не беше избран без поголема врева. Без Адеми, претседателката на Врховен суд, стана дел од Академијата и покрај тоа што нејзината снаа за син е ученик, но Адеми не гледаше на тоа како конфликт на интереси. Таа дојде на функцијата откако новиот шеф на организиран ислам Абази се повлече од управниот одбор во Академијата, бидејќи неговата сопруга треба да полага завршен испит до крајот на годината и да стане судија или обвинител.